Стан од 344 квадратни метри на фирмата Би Холдинг, чиј собственик е Хана Јаховска, и со проценета вредност од околу €1.000.000 е гаранцијата во недвижност која апелација ја прифати и могуки на притворот на Асмир Јаховски, собственикот на Пуцко Петрол и син на пратеник на ДУИ. Јаховски е осомничен за перење пари во случајот со набавката на мазут за ТЕЦ Неготино. И дополнително, во судот депонирал уште 72 милиони денари, односно околу 1,17 милиони евра во готовина земени од фирмата Пуцко Петрол. Станот на Партизанска во Скопје е во собственост на Би Холдинг, а оваа фирма на сопругата на Јаховски. Преку адреса на Партизанска до центарот Лептокарија директно е поврзана со Куштрин Смајле, зетот на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Код кој беше емитуван на Телма и доби награда за истражувачко новинарство на ЕО. Преклани откри дека фирмата КСА на зетот на Ахмети и Би Холдинг на Јаховски делат иста адреса. Таа адреса многу личи и на адресата на станот даден за гаранција за да му се укине притворот на Јаховски во денешната анонимизирана одлука на Скопската апелација. При одлучувањето, судот го имаше предвид претходно прибавениот позитивен предлог на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје и мислењето на Вишото јавно обвинителство Скопје да се уважи жалбата на осумничениот со прифаќање на понудената гаранција. На Јаховски му се определени мерки на предпазливост, одземање на пасош и редовно јавување на суд во Скопје. Тој е осомничен во рамки на истрагата за набавките на мазут за ТЕЦ Неготино, во која се опфатени екс-директорот на СМ Васко Ковачевски, кој е во бегство, а во притвор се собствениците на РКМ Радко Капушевски и Ерџан Сулковски и поранешниот менаџер за продажба во СМ Адријан Мучан. Сите се осомничени за набавките вредни над 160 милиони евра. Инаку покрај гаранцијата за излегување од притвор, во рамки на истражната постапка по барање на обвинителството, судот замрзнал и повеќе недвижности на Јаховски кои се во Скопје и во Пласница. Обвинителството ја отвори истрагата за набавката на мазут по иницијатива на претходниот состав на антикорупцијската комисија. Код во последното издание објави дека делови од предметот на ДКСК биле фотографирани и пратени од страна на претседателката на антикорупцијска до екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, и тоа е дел од истрагата на обвинителството.